По околу 5 години од основањето и регистрирањето во Централниот регистар, заедничкото јавно предпријатие Пониква КП на општините Кочани и Пробиштип ќе се ликвидира. Без вистински да проработи во дејноста за која беше формирано, во изминатиот период предпријатието постоеше само на хартија и представуваше товар за двете локални самоуправи. Поради тоа започната е постапка за негово бришење од регистерот на активни фирми. Предлог одлуката за престанок со работа се најде и на последната седница на Советот на општината Кочани, каде без ниту една дискусија беше дадена едногласна согласност за згаснување. Слична одлука треба да донесе и Советот на општина Пробиштип, пошто ќе следи законска постапка за ликвидација и бришење на името на фирмата од Централниот регистар. Иако се најавуваше како прв успешен проект за заедничко јавно предпријатие во Македонија, времето покажа дека очекувањата биле нереални. Кога во 2013 година се зборуваше за неговото основање, беше речено дека општините Кочани и Пробиштип ќе ангажираат по 20 работници кои веќе ја поминале почетната обука за обврските што ќе ги извршуваат, а посетувале и дополнителна обука за користење и управување со новата опрема што тогаш пристигна во ски центарот. Потребата од заедничко јавно предпријатие Пониква КП се наметнала заради вршење работи што се од надлежност на општините, а се однесувале на развојот на туризмот и управувањето со ски центарот на Пониква. Посебно, откако со донација од МЕПСО беа набавени топовите за снег и се осветлија скијачките патеки. Сепак, откако е согледаното и се работи за премногу амбициозен план, заедничкото предпријатие сега ќе се ликвидира. Во меѓувреме тоа не направило ниту приходи, ниту пак трошоци, бидејќи во практика воопшто и не работеше. Единствената расходна ставка се трошоците што се платени за основање и регистрација, како и оние што сега ќе се платат за ликвидација на предпријатието.